Dear mayors of Prilep, Почитувани градоначалници на Прилеп, Битола и Могила, почитувани представници на медиумите. Добре дојдовте на она која ние го нарекуваме секција 4, која е долга 41 км и ги поврзува Прилеп, Могила и Битола. Ова автопатска делница по нејзиното завршување значително ќе го намали времето на патување и ќе обезбеди побезбеден и подобрен правец, поврзувајќи ги семејствата и бизнисите во регионот и пошироко, поттигнувајќи туризам и инвестиции. Секцијата 4 опфаќа 10 мостови, 16 надвозници и 6 подвозници. Проектот вклучува повеќе од 5 милиони кубни метри ископ и речиси 4 милиони кубни метри насипен материјал. Во моментот имаме пристап за градежни активности на приближно 10 километри од вкупните 41 километар со работни фронтови кои се шират кон Прилеп и Битола. Нашето проектно семејство во секција 4 брои над 600 луѓе и продолжува да расте, при што повеќе од 55% од тимот доаѓа од локалните заедници. Низ целиот проект посветени сме на вклучување на локалниот синџир на снабдување, при што 90% од нашите тековни подизведувачи доаѓаат од локалниот пазар. Сите вработени и компании што работат со Бехтел и Енка имаат корист од нашите сеопфатни обуки за безбедност и вештини со над 50.000 реализирани часови обука низ целиот проект до денеска. Чест ние што работиме во овој регион и сме посветени да бидеме најдобри соседи и членови на заедницата што можеме. Нашиот тим беше инспириран од вашите деца додека ја спроведувавме нашата програма за едукација за безбедност во сообраќајот со повеќе од 500 ученици од основните училишта во околните градови и села. Горди сме што бевме спонзори на спортски настани како што се маратонот и кошаркарските турнири, а многумина од тимот со нетрпение очекуваат повторно да учествуваат. Во блиска координација со општините, полицијата и жителите правиме се што можеме за да го минимизираме нарушувањето на секојдневието и тесно соработуваме со земјоделците и сопствениците на земјиште за да обезбедиме непречен пристап до нивите. Достигнувањето до оваа фаза на работата беше возможно благодарение на поддршката и акциите на многу луѓе и организации. Сакам да упатам благодарност до полицијата и противпожарникарските служби за нивната континуирана соработка и до инженерскиот батальон на армијата и единицата за отстранување на неексплодирани убојни средства за расчистување на трасата од експлозивни средства од Првата светска војна. За крај сакам да упатам посебна благодарност до градоначалниците и нивните тимови во општините за нивното партнерство и континуирана поддршка во надминувањето на предизвиците додека заедно го градиме овој автопат. Денеска сме сведоци да ја посетиме активноста, градежната активност на овај дел од автопатот Прилеп-Битола и да се увериме во динамиката и навистина брзиот напредок за изградба на оваа делница од Коридор 10. Ова инфраструктура не значи само дел од Коридор 10, него е од огромно значење за напредокот во Пелагонискиот регион со поврзување на Прилеп, Битола и сите соседни населени места, со тоа што ќе им овозможиме побрз пристап на селата кон градовите. Исто така, со реализирање на овој проект, нашите потенцијални инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Пелагонискиот регион, ќе имаат побрз и побезбеден пристап во нашите индустријски зони, односно на нашите градови. Со реализирање на овој проект ние не добиваме само патна инфраструктура, него навистина еден посигурен, побезбеден пат, автопат, кој што ќе гарантира за безбедноста и во сообраќајот и на нашите животи. Јас како градоначалник на Прилеп со ова динамика и честата фреквенција на возила, пошто тука транзитираат и возила кои што во летниот период користат годишни одмори, им препорачувам трпение, стрпливост и разбирање дека навистина оваа динамика за да тече безпрекорно и во сигурен, да кажам, начин на реализирање, треба да внимаваме и како корисници на сообраќајот, така и како учесници, велосипедисти,
корисници на земјоделските површини да внимаваат, бидејќи навистина огромен е бројот на возилата и фреквенцијата кој што се остварува секојдневно. Уште еднаш ќе повторам дека оваа делница е од огромно значење како дел од проектот Коридор 10, со тоа што навистина ќе станеме дестинација од огромен интерес за сите насоки, односно сите интересни работи кои што можат да ја препознаат во нашата општина или во општина Битола, од типот и посетители, туристи, културен, економски развој, исто така и нешто кое што навистина ќе не изедначи со условите во европските инфраструктури. Така да и Прилеп очекуваме за наредниве 2-3 години да биде многу блиско и достапно место и од нашите соседни држави и се разбери општините кои што се во непосредна близина на Прилеп. Огромна благодарност до вас, до медиумите, за интересот, на домакините изведувачи од Бектелиенка која ве тука не проведоја на оваа делница сектор 4 од коридорот 10. Имавме можност да го посетиме и работниот камп, каде што се одвиваат сите активности, каде што се сместени работниците, каде што се извршуваат сите припремни активности за сето ова да изгледа вака. Верувајте, респектабилна бројка на луѓе, тимови, опрема, механизација, од кој можеме и ние нешто да научиме и да добиеме наши нови сознанија. Патот, оваа делница, оваа дел од коридорот 10, Битола Прилеп или Прилеп Битола поточно, значи многу за развој на Пелагонија и воопшто за државава, за Македонија. Една област која, можам да кажам, години била можеби запоставувана, сега има исклучителна можност за понатамошен развој, моделот на стопанството, економијата, туризмот, протокот на луѓе и стоки. Тука е на 15 на километри од Битола и Грција, нашиот европски сосед, и ако нова се надоврзе она што ЈПДП, јавното предпријатие, го планира од негде петлјата Могила со некои 17 километри нов спој со границата со Република Грција, тоа уште повеќе зголемува вредноста на овој автопат. Ако на ова се надоврзи делницата од 24 километра кој имавме од Градско Фариш, нова перспектива за регионот, огромен развој, останување на младите луѓе и на стопанството, проширување, имаме индустријската зона, вие Тирсот овде кај вас, ние индустријската зона Жабени во Битола, нови можности за инвестиции, онака интересот е веќе зголемен во овие неколку години. Би сакал да се заблагодарам и на изведувачот за активностите. Слушнавме податоци дека скоро 80% експроприацијата со напредна динамика и завршена. Имаме тука и археолошки наоѓалишта, 6 секции се тука. Музеот, Заводот и музеј Битола е активен на терен за испитување на овие локалитети. Да заблагодарам исто на јавното предпријатие секако на јавното предпријатие за државни патишта и на владата на Република Македонија, која еве најде во оваа делница и развојот на Пелагонија да зависат од изградбата на овој автопат кој години го очекуваме. Како што кажаа моите колеги, доста значаен проект за нашата Пелагонија. Тука вклучувајќи и Могила. Патувањето кое ќе се скрати за Прилеп Битола е едно од бенефитите, но еве морам да напоменам за Могила, на само 5 километри од првата клучка имам индустријска зона, која веќе 80% е распродадена, почнува да се развива самата зона. Тоа е еден, ајде да речам, еден импакт за економскиот развој. Ние како мала општина, рурална, пред се, значи се занимава нашето население со земјоделие. Тука се и самата трговија од производството на земјоделие, така да мислам општина Могила од овој автопат ќе имаме доста бенефит. Самата трговија, патувањето и морам да напоменам, како што кажа колеги, да бидеме внимателни овој период кога се работи, бидејќи има доста движење и на земјоделска механизација, да апелираме и до земјоделците, но сепак и до оние кои патуваат со автомобили, камиони и автобуси, така да пред се безбедноста
на прво место. За неколку години ова сето ќе го заборавиме овие потешкоти за патување, тога ќе го знаеме бенефитот сите три општини и Пелагонија, како што кажа, години не беше инвестирано вакви, да не речам, значајни проекти. Еве на благодарност до владата за да можеме да и ние нормално да се развиваме како регион.